Се обидувам и ми се чини дека веќе има резултат. Престанав толку да мислам на него, не одам секоја недела на гробишта. Разумот полека почна да управува со ситуацијата. Што мислиш? Како би било да заминеш неколку дена на одмор? Добро, ке ти дојде. Немам желба за тоа, а и се натрупала работа. Секако, ти не можеше се да постигнеш. Згора на тоа, што ке правам сама некаде, знаеш како велат? Кај да си, багажот што го имаш во душата со себе, ке си го понесеш. Сигурна сум дека ке се пронајдете и во оваа преубава книга, насловена 24 часа, каде што јас уште нешто би додала. Помина повеќе од половина година од смртта на татко и кога еден ден самата и предложи на Марта. Што мислиш, како би било еден викенд да поминеме во Грција? Поради мене и ти не отиде на годишен одмор. Одличен предлог. Се околу патувањето, препушти ми го на мене. Ова е само многу мал дел од најновата книга, најновото издание на Милијана Павловска. Тогаш започна се 24 часа. Добро утро и добре ни дојдовте во Македонија денес. Да ја промовираме новата книга. Добро утро и добро ве најдов. Имам голема чест и задоволство што веќе по кој знае кој пат сум тука и што сите книги, ова е 12-та, сум ги промовирала во вашата телевизија. Верувајте дека задоволството е исто и на наша адреса и на наша страна. Токму и затоа сте тука. Благодарам. Секогаш. Да споменеме бури во срцето. Во виното е вистината, што е и така, нели? Да. Сме почувствувале сите дека во виното е вистината. 2,5 сестри, до последен здив, за тебе љубов моја, скршени крилја, колку сето ова убаво звучи, колку убави наслови на книги. Меѓутоа, толку време да се одвои, толку голема љубов да се има кон пишувањето, за да произлезат вакви преубави изданија, го имате вие во себе. Така. Од кога? Па да ви кажам искрено, никогаш ништо не сум пишувала. Дури во 2006 година, на 55 години, напишав една песна и со неа освоив прва награда од Сдружение на просветни работници писатели. И тогаш тоа ме потикна. Песна по песна издадов една збирка која беше испечатена и промовирана во хуманитарни цели. Таа не се појави во јавноста вака пошироко како книгите. Денес ние тема хуманоста, знаете ли? Знам. Ете. И потоа направив една долга пауза. Таа книга во 2009 година ја промовирав и престанав да пишувам, да размислувам за тоа. Мислев дека толку ми е. Толку дал Господ. И во 2010 година почнав така. Интензивно да пишувате. Од забава не знаев дека ќе пишувам. Така се роди првиот роман Скршени крилја и почна да се редат еден по еден. И јас од 2010 до 2017 напишав 15 романа. Знаете што е интересно? Интересно е тоа што кажувате дека во 55-та година сте почнале да пишувате. Па ете почитувани дека никогаш не е доцна за ништо. Што значи дека вие дарбата и талентот сте го имале во себе. Меѓутоа едноставно ете на 55 години тоа сте го почувствувале. Воопшто не е залеле зошто. Некој пее, ќе започне и да пее во подоцнежни, да кажам, години или во повозрасни години. Меѓутоа едноставно талентот вие сте си го имале. Меѓутоа малку подоцна, но никогаш не е доцна и токму се нанижани овие прекрасни романи, овие прекрасни изданија. Еве, сега ќе говориме за најновиот 24 часа. Содржински што може да очекуваме да прочитаме? Само накратко, да не образложуваме се, да оставиме нешто во тајност, меѓутоа за што се работи во оваа книга? Па јас би ви препорачала на корицата последна да прочитате. Корицата. Добро. Да, ете тоа би било вака. Може ли да го прочитам? Може, да. Ајде, кон гледачите ќе се обратам и убаво внимателно слушнете. Значи, ова е приказна за луѓето кои по разочарување во љубовта им се посветиле на своите кариери, мислејќи дека за нив животот е завршен, но се излажале.
Новите љубови и пријателства, како да ги чекале нив, да ги подотворат вратите и да ги пуштат да влезат внатре, да им ги стоплат срцата и да им ги разгалат душите. Ако ги следите судбините на Бојана, Виктор, Марта, Пета, тоа се сите луѓе, нели, Ирена и Оливер, ќе се уверите дека животот секогаш дава втора шанса, само треба да ја препознаете. Вие сте ја имале во животот, сте ја препознале и преубаво на вистина. Што се случува, значи, разочарување во љубовта, па кој не доживеал разочарување во љубовта? Да. Секој речи си, тоа е толку честа појава. Да не бидам сега толку интимно да не навлегувам, вие сте се разочарале па ја напишавте книга. Меѓутоа од приказни, така? Не, тоа се приказни од луѓе, во главном се сите вистинити како случки, а потоа поврзувања, исплетување на приказното, тоа е веќе мојата умешност, за која ја посебно не се трудам. Јас успеав толку книги да напишам затоа што јас не се мачев додека пишував. Јас едноставно седнував и пишував. Така да лесно ги напиша. Верувајте, тоа се 4000 страни сум напишала. У тоа време бев уште вработена кога почнав да пишувам и домашни обврски и пишување не ми паѓаше тешко. Јас едноставно уживав. Кога ќе седнев да пишувам, се внесував во ликовите на книгата. Јас знаев и да плачам, и да рипнам од стол, и да прошетам низ собата. Едноставно, значи, се соживувате со и вие самите кога ги пишувате книгите. И затоа ми се чини има толку емоции во тие книги. Тоа не е пишуван роман по порачка, па ја да измислувам што да кажам. Тоа едноставно извира од мене. Постојано се сеќавам на зборовите на еден критичар, кога напишав една песна по повод промоција на книгата на една моја колешка, кога ми рече од кога пишувате, што пишувате, па викам не пишувам, еве ова е така по повод промоција. Вие, вика, имате толку многу емоции што вие многу ќе напишете. Јас останав чудоневидена од тие негови зборови, меѓутоа еве така испадна. Како некој пророк беше, тоа беше поетот Михаил Ренџов. Така, меѓутоа може би ја почувствувала енергијата ваша. Веројатно. Енергијата ваша и како многу е важно. Кажавте, знаете, доаѓаме до тоа и до тој заклучок дека едноставно се што се работи од љубов, од срце, еве ги резултатите кои се. Со значи вие ја имате љубовта во себе за пишувањето и токму затоа нормално дека пишувате, кажувате со леснотија и сето тоа ви доаѓа и како мисла и како сето тоа содржински да се вклопи. Навистина, јас за мене е тоа нешто незамисливо. Јас не знам дали би успела да напишам една песна. Немате уште 55 години. Така, да. Ќе почекате, ќе видиме, може би ќе се случи. Меѓутоа во моментот јас така размислувам дека не знам, едноставно може би да пробам неколку дена би успеала, меѓутоа навистина треба и за тоа и како да се има познавање, дарба и талент. Јас на ова што вие го кажавте ќе додадам дека јас имам голема љубов кон луѓето и големо разбирање на нивните маки, на нивните судбини. Еве во вашата емисија сега мене знае и притисок да ми се качи слушајќи нечија приказна. Значи, навистина од душа со чувствувам. Тоа значи дека ви имате љубов во себе и сте многу хумана. Да, јас сум била и професорка и педагог. Така да сум слушнала многу приказни, сум се трудела да помогнам и на учениците и на родителите да исприваат од некоја ситуација во која што се нашле. Така да јас тоа го носам во себе. Тоа не се стекнува со учење. Може ли сега да ве прашам? Ке разговараме и за книгата, меѓутоа зошто да не ве вака да си начнеме еден друг муабет. Образованието некогаш и сега. Еве со оглед на тоа, да, вие сте писателка. Значи ја имате љубовта кон книгата. Кога веќе имаме ljubовта кон книгата, во тоа време сте ја имале љубовта кон да го пренесете вашето знаење кон учениците. Еве јас кажувам, вака стоејќи пред вас, би уживала на вашите часови, слушајќи ве како предавате. Што предававте? Предавав филозофија, многу предмети предавав. Може би не би ја сакала филозофијата, не знам колку, меѓутоа поради вас би ја засакала. Сакам да кажам дека поради професорот може да се засака и предметот. Тоа сте во право. Нели сум во право? Што мислите? Еве тука малку само едно ваше гледиште, затоа што гледам дека сте биле професор кој бил авторитетен и почитуван, некогаш и сега. Има голема разлика. Нели? Да, голема разлика.
за жал во негативна смисла сега, во однос на порано. Каде ја гледате најмногу негативната Па, смисла? каква што ни е ситуација во општеството, таква и во образованието. Тоа се пренесува. Однесувањето на учениците, незаинтересираноста, борба за некоја оценка без знаење, барање врски, Но и кај просветните работници исто така има. И просветните работници изгубија мотивација, верувајте ми, за работа. Едноставно, и мене ми се случило да у одредени ситуации почувствам дека немам веќе на кого да предавам. Не ги интересира ништо. Така. Може да поминат часови и часови, никој да не те праша нешто. Не мора во смисол дека не му е јасно, дека не разбрал. Туку ете, некоја љубопитност, нешто, не. Така. Ќе ја научат лекцијата на памет, И тоа е ќе тоа. изрецитираат и тоа е. И тоа е за професорот голем минус, хендикеп, немање желба. Си викаш, за кого јас сега да се трудам? Кога се подготвував за часови, јас тоа многу темелно го правев, моите домашни ми викаа, бре, како да се подготвуваш за пред студенти. Така. Толку многу вложуваш. Ја книги растурени околу мене, барам од ваму, од таму, поврзувам. Но тоа е љубовта кон професијата. Комбинирам, меѓутоа ништо не ти се враќа едноставно. Само тоа од книга во кратки црти, без да се знае да се поврзе со она претходното. Значи, вие тоа го чувствувате. Многу сум почувствувала разочарување од работата, да ви кажам, и воопшто не жалев кога замина во пензија. Веќе немав мотивација. Како да ги слушам зборовите на мојата мајка. Со оглед на тоа дека сте колешки. Добро. Сега ќе се навратиме. Сакав едноставно, зашто да не помоабите ми за нешто друго. Тука сме, нели? Да се вратиме, значи, на ова. Вие ќе го промовирате романот 24... Романе, нели така? Сите се романи. 24 часа, тука кај нас се промовира. Меѓутоа, каде може да се купи оваа книга? Каде е достапна? Повелете да знаеме. Промоцијата е утре во Култура, книжарницата на Култура во центарот на Скопје, од 12 до 18 часот. Тоа не е класична промоција, бидејќи јас веќе немам потреба од тоа сега некој да зборува за моите книги. Воглавно доаѓаат едно 80% поранешни читатели, па сега и повлекле тие и уште 20 на нови. Така да јас потпишувам книги, разговараме, бидејќи времето е развлечено, од трајање од 4 сата имаме така време да се сликаме, да помуабетиме, да размедиме мисли, да кажат коментари за моите претходни книги. И тоа ми прави задоволство. Јас многу ви благодарам. Токму сега забележав каква е посветата. Од се срце ќе ви се заблагодарам, која вели: драга Слободанка, книгата нека остане спомен од нашето утринско дружење во утринската програма Македонија денес. Благодарам. Многу ви благодарам, со задоволство ќе си ја прочитам и оваа книга. Да, и јас, еве, со оглед на тоа дека денес ни беше темата хуманост, вие прекрасно зборувате, имате преубава енергија, сигурна сум дека и гледачите тоа го чувствуваат. За хуманоста што ќе ни кажете? Вие и како писател, сигурна сум дека сте биле многу хумани, кажавте дека имате издадено книги и токму упатени односно за хуманитарни цели. Да. Првата книга, збирка поезија, Лирски почетоци насловена, беше токму посветена на тоа. Имено се случи да една ученичка моја, јас тогаш бев педагог на училиште, на гимназијата Никола Карев, остана сама, без родители, и на умирање буквално од болница мајка и ми се јавува и ми вели: јас заминувам, тоа беше страшен момент. Вика: керка ми, ја оставам на вас и на Господа. Леле, јас почнав да плачам, да не знам што да правам. Па дури сега ви доаѓаат солзите. И навистина мајката почина истата вечер. И јас сега како да ја помогнам, песните беа напишани и јас со сопствени средства ја издадов книгата во 300 примероци, организирав една голема промоција во библиотеката Другарче, таа е тука Карши, гимназијата Никола Карев. Огромен број луѓе дојдоа, книга немаше цена. Што значи дека сме хумани. Се кутија имаше една, како што е вообичаено во такви ситуации, секој земаше книга и оставаше прилог. И таа вечер околу 300 евра се собраа. И јас со се кутијата тие пари и ги врачив на девојката. И она беше пресрекна, не знаеше како да ми се одолжи, вика: да не бевте вие, јас не знав како ќе го поминам летото додека да ми стигне пензијата од мајка ми.
Добра е, се омажила, слушнав и така натаму животот. Ете како треба да подадеме Да, рака да, тогаш да. кога најмногу е потребно да се помогне во Така хуманоста. Вие сте хуман човек и знам дека секогаш сакате и тоа да го правите. Па сега се трудам. Колку што сме во можност. Ете, хумано од ваша страна и многу убаво што ми ја подаривте оваа книга. О, таман. И тоа е хумано. Значи да начнавме тема 24 часа за што може да разочарување во љубовта, се од секојдневието, од животот, што ќе извоиме само најмногу еве за крај од оваа книга. Па книгата е интересна во тој смисол што како што прочитавте таму на крај, живот дава секогаш друга шанса, само треба да се потрудиме да ја приметиме, да ја насетиме дека имаме друга шанса, да се отвориме кон светот, кон другите луѓе, кон пријателите и тогаш среќата се ќе зачука на нашата врата. Така да книгата е со хепи енд на крај, јас сум многу задоволна затоа што и читателите сакаат книги со хепи енд. Некои ме прашуваат Сте забележале тоа дека сакаме среќен крај. Така. Јас им велам добро, животот не е секогаш со среќен крај, имам и такви книги и вакви, али гледам дека претежно сакаат да биде книга со среќен крај, за да може да доживеат една радост на крај која ќе ја завршат. Зошто да не? Тоа е подарок од вас до вашите читатели, а како што кажав дека претходно како поминаа романите, како сте вие задоволни со оглед на тоа дека ги има повеќе, сте задоволни, затоа и сте мотивирани од вашите читатели да пишувате и да пишувате и да пишувате. Премногу сум мотивирана, премногу се книгите читани. Во 2016 бев прогласена за најчитан писател во библиотеката Браќа Миладиновци. Секоја чест. Оваа година бев пред 10 дена во Свети Николе на покана, исто така како најчитан писател на гости, поминав феноменално, Просто не можев да верувам дека луѓето толку многу знаат од мене и толку многу сакаат да ме видат. Тоа е затоа поради вашата скромност која ја поседувате, најверојатно. Веројатно, јас реагирав таму до библиотеката, добро, викам, ги имаат книгите, што мора мене да ме видат? Не, вика, сакат и секако, вас да ме кој ја видат. напишал толку убава книга. Си направивме убав муабет, ми нудеа приказни. Викам, благодарам, но јас веќе не пишувам. Ставив точка кога го заврши 15-тиот роман и тоа е така, се погоди еден наслов кој навестува крај, мојот живот, моја судбина се вика. Тој ќе излезе во март негде 2021 година. Што значи ќе се видиме тука за да го промовираме. По 2 годишно. И викам, тоа е доста од мене, се изморив, седење зад компјутер, од видот и сето тоа допринесе да ја ставам. Сте оставиле навистина печат во македонското писателство, пишување, книжевност, да кажам така, да се изразам, затоа што не е мала бројката на романите кои до сега сте ги напишале. Добро, ќе се видиме ние и во следна прилика, на следната промоција, но зошто да не ни бидете гостинка и на многу други теми, затоа што јас мислам дека со вас и би можеле да разговараме и за нешто друго. Ако така мислите дека ја во ред, секако дека да, или да ги потикнеме, значи да ги потикнеме, можеби ќе имаме тема младите колку читаат, како да ги потикнеме да читаат, па и да пишуваат. Оние кои во себе чувствуваат дека тоа може да го сторат. Јас имам впечаток дека доста се чита. Значи, не мора да се купи книга, па за да се според тоа суди колку се чита спрема продадените книги. Знаете, една книга шета од еден до друг. Се случи за таа првата Скршени крилја, една пријателка ја подарив, вика, леле, ја не сум ја прочитала, од што не можам да ја приберам дома. Од еден на друг, цела улица ја испрочита. Така да, стилот ми е таков, едноставен, лесен, разбирлив, да допре до сите. Емотивен многу. Од секојдневието. На луѓето јас добивам впечаток желни за емоции, за овој темпо на живот. Јас мислам желни за она понормалното, да кажам, за да може да се разбере. И вака низ утринската програма јас сакам да функционирам токму така, за да допреме до сите. Да не употребуваме сега вокабулар некој зашто ете да бидеме, не знам, официјални толку, затоа што сепак е утринска програма, да бидеме поопуштени и да се разбираме сите едни со други. Тоа е многу. Многу ви благодарам што одвоивте време да бидете дел од
Македонија денес. Уште еднаш подсетуваме дека промоцијата ќе биде утре. Да, од Во- 12 до 18 во Така. книжарницата на култура во Скопје. Еве, јас сам уште еднаш ќе покажам 24 часа. Читајте и уживајте во читањето. Читајте ги романите на нашата писателка Милијана Павловска, кои на вистина се со прекрасна содржина. Благодарам, се гледаме во следна прилика. Да, благодарам И- и вам.